Господине Кучи, последните случувања со блокадите на македонско-косовската граница, како ќе се одразат врз македонското стопанство и нашиот извоз во соседно Косово? Секако секој вид на блокада предизвикува потешкоти во нормалниот економски живот, но ова веќе е некоја нерационална според нас, затоа што цело време ние се трудиме на некој начин да ги релаксираме односите и секој дневно се бориме за пазар повеќе. А на овој начин ние ги губиме на некој начин и веќе стекнатите пазари кои што навистина со мака се остварени. Така да загубата не дека не е обострана, но во случајот ние како Македонија повеќе губиме. Губиме во два аспекта. Прво е тоа моментално што можеме да го броиме, а второ е она што ни преостанува да видиме која ќе биде позицијата наша после во тие пазари. Затоа што знаеме дека секој прави разни отстапки, прави разни начини да дојде до пазар. А за србите тоа е веќе етаблиран пазар, пазар кој што ние им го превземавме во тој дел, а според се изгледа дека некои и од косовската страна, можеби традиционалните партнери што кај ним порано биле, се обидуваат на некој начин да го повратат. Пошто ние знаеме колку требаше на некој начин производите на алколоид да ги наметнуваме на место на оние на Нивеа Лесковац. И други разни производи. Ги споменувате големите компании, меѓутоа што е со малите производители, со малите стопанственици, оние кои што во овој период го извезуваат своето производство во Косово? Апсолутно. Тие се прво затекнати македонскиот пазар за нив во ова сезона кога и сите земји имаат вишок на производ, се позагрозени. Прво, од причина што за нив не се води некоја политика која што би произлегувало од самите земјоделци преку разните асоциации кај што тие членуваат, па зошто не и Стопанската комора, која е животно заинтересирана за тој вид на производители, нели? Каде што многу малку јас би рекол се посветува внимание, почнувајќи од абсорбирањето на средствата што ни ги даваат разните меѓународни заедници, а тука се и ИПАР фондовите, кои што многу малку навистина се трошат и кај што не е многу потрошена енергија од страна на државата. Во задно време некако се прават некои напори со наши дежурни теми што ги имаме цело време кога и се во прашање релацијата влада-комора. И на тој начин можеби би можело да тие наши производители биле конкурентни не само во домашниот пазар, па да ние за нив мислиме дали да им направиме цена од 15 денари, кога и 8 денари е брзанската цена. Но имајќи предвид дека нивното косто навистина е скапо и тие се неконкурентни, некогаш некој у владата, мислејќи дека сака да им излезе упресред на овој начин на земјоделците, прави други поголеми штети, ја би рекол, како што и ова денешната. Дали имате веќе реакции од стопанствениците за ваквата новосоздадена состојба која што трае само 2 дена? Апсолутно дека има реакции. Реакциите беа првично од косовската страна, каде што ние имаме и наши членки кои што имаат развиено бизнес и тамо, значи и вамо функционираат, но и од другата страна. Но посвежи беа навистина можеби на некој начин ненајавените мерки што ги постави Косово, затоа што ние на некој начин бевме навикнати да не разбираат секогаш нашите соседи и да има толеранција. И имајќи го тоа искуство од предвид, можеби владата беше малку порелаксирана, затоа што можеби и најавуваше дека дел од мерките веќе ги тргна, другите мерки ќе ги тргне, но по се изгледа е во прашање некој потесен бизнес интерес или па ова другото на кое што мириса, алудираме, некој кој што е близок до властите тамо, како бизнес зборувам, сака да создаде таква клима која што им оди на прилог само на другите, никако на нас. Но во тој случај, ние не треба да бидеме тие кои што ќе тераат и најат, туку обратно, да го сфатиме тоа како некој вид на пропуст, ајде да не се изразам по-тешко, значи грешка, туку да даваме можност да ја исправиме таа неправда што е направена можеби, или пак во иднина да мислиме да не се повторуваат истите работи. Очекувате ли да се надмине ваквата состојба?
Секако, нашата активност беше интензивна од двете страни. Јас користев прилика ова прашање да го анимирам и завчера, кога беше денот на независноста на Македонија. Седневме малку со премиерот, на ова тема разговаравме. Тој вети дека има кај него доблес за да ги надминеме овие потешкоти. Секако тој инсистира дека ние не сме виновните, како и секогаш, но јас мислам дека сносиме дел од вината. Понатаму баравме можеби логистика и од страна на председател на државата, кој што навистина се наметна со сите своји капацитети и ќе се секако веќе има ефекти можеби и од другата страна, но тука сме и ние стопанските комори кои што сме цело време со другите стопански комори од таа страна и веќе утре имаме најавено и ќе не очекуваат нас да им одиме тамо како гости и да се сретнеме и со нивните власти тамо, со одредени министерства кои што се засегнати во проблемот и да придонесуваме кон решавање на овој проблем, но не само на моменталниот проблем, туку да ги подобриме ако можеме и да ги подигнеме релациите на ниво кај што и беа некогаш, а поможности да ги развиваме уште повеќе. А кој ќе ја надомести штетата на производителите кои што се на граница имаат расиплива стока? Некој да е од власта ќе каже тие треба да ги осигуруваат своите производи. И јас би рекол исто така, но не од причини кај што се во прашање факторите кои што треба да внимаваат да тоа не се случува. Но во овој случај по се изгледа штетата ќе остане на товар на граѓанинот, јас би рекол, затоа што тие производи ако фалат во пазарот, ние знаеме дека може да влијаат во косовската страна веќе го плаќа тој цек, затоа што недостигна стока, значи покачување на цената. А од друга страна и кај нас, ако се расипи истата стока, значи ќе имаме недостиг во нашата страна и ќе се покачи цената на производот. Но секако ќе биде незадоволни ќе бидат тие што го произведуваат, односно тие што го продаваат таа стока.